еден момент филмот мора да заврши. И во истиот тој момент филмот треба да престане да биде филм и да се претвори во нешто повеќе од тоа. Да оживее, да се сврти кон гледачот и да го натера да се запраши. И сега што? Како е ова поврзано со мене? Ова се зборови на големиот западно-германски режисер Рајнер Вернер Фасбиндер, кажани во интервју по повод филмот кој што туку го изгледавте, Али, стравот ја јаде душата, во февруари 1974 година. Истата таа година Западна Германија ја почнува со обиди да прекине една долга 19 годишна програма, чија наследство, меѓу другите, и еден збор присутен и во нашиот јазик и речи се синонимен со зборот имигрант. Гастарбајтер. Програмата за гастарбајтери, и со ова ќе се обидам да дадам еден политичко-општествен контекст пред да преминеме на самата тема од филмот, е започната во 1955 година како обид на Германија да ја балансира брзо растечката економија. После Втората светска војна, како резултат на германското економско чудо, во Германија има многу работа, но има малку работници. Германците сакаат работници, меѓутоа не сакаат доселеници. Заради тоа ја развиваат програмата за гастарбајтери, или во превод гости работници, од различни земји од светот, главно од југот на Европа, под превезот дека во Германија ќе ги научат на вештини и ќе им дадат соодветни плати, кои потоа ќе може да ги вратат во сопствените земји. Во суштина, она што Западна Германија сака да го направи е да донесе работници кои што ќе придонесат за зголемување на германското богатство, но не и за негова дистрибуција низ останатите новодојденци, односно за негова задржување меѓу германското население. Германија ќе склучи ваков договор во рамки на гастарбајтерската програма со 9 земји: Португалија, Шпанија, Грција, Бугарија, Јужна Кореја, Југославија и 3 исламски земји: Тунис, Мароко и Турција. Со причина ги издвојувам овие 3 исламски земји, заради тоа што договорите за нив се малку различни во однос на договорите за европските земји или за Јужна Кореја. За овие земји, за исламските земји Тунис, Турција и Мароко, договорите велат дека единствено во Германија може да дојдат ергени, значи не оженети мажи, кои што при тоа не би смееле додека се во Германија да имаат контакт со своето семејство. Единствен начин да се обединат е по нивното враќање во нивните земји. Нормално, тоа е заради тоа што Германија воопшто и не сака муслимански работници, а ги прима под притисок на Соединетите Американски држави, кои пак имаат некои други политички побуди за тоа, меѓутоа нема потреба да навлегуваме сега подлабоко. Како резултат на гастарбајтерската програма, до 1973 година се менува демографијата на Западна Германија, па во таа година се забележани 2,6 милиони гастарбајтери во Западна Германија. Тоа е околу 4% од тогашното германско население. Но овие гастарбајтери живеат во ужасни услови, имаат пониска плата, немаат право на германско државјанство, мораат да се вратат во сопствените земји, а муслиманите немаат ниту можност да се видат со сопствените семејства. Како резултат на тоа, во 1973 година, летото пред Али, стравот ја јаде душата, во Германија се организираат масовни протести против условите за гастарбајтерите. Меѓу тие протести има и посебни протести на муслиманските гастарбајтери против насилството кое што се повеќе се зголемува врз нив. А се зголемува поради тоа што претходната 1972 година во септември 8 членови на палестинската милитантна организација Црн септември
Најпрво ги напираат, а потоа и убиваат 11 членови на израелскиот олимписки тим за време на Минхенската олимпијада. Во една од сцените во овој филм, доколку внимателно следевте, Али експлицитно го кажува токму тоа на Еми. Во Германија арапите веќе не се луѓе, барем не после Минхен. Во таа реплика тој реферира токму на овој настан, кој што во Германија предизвикува нешто што би можеле да го наречеме екстернализација на стравот. Стравот, од доаѓањето на муслиманите е присутен и пред да се потпише првиот договор, а тоа е со Турција во 1961 година. Меѓутоа, после убиството на 11 израелски спортисти во олимпиското село во Минхен, тој страв се екстернализира во исклучителна и јавна, експлицитна навреда за муслиманскиот маж. Стравот дека муслиманскиот маж ќе силува германската жена, целосно ќе промени демографијата на Германија и ќе ги подрија во целост германските западноевропски вредности, веќе станува горе-долу дел од јавниот дискурс. Како последица на ова, се менува и односот на муслиманите кон германските западноевропски вредности. Таа тензија, ми се чини сосема соодветно и многу убаво доловена во овој филм, Али, стравот ја јаде душата, и тоа токму фокусирајќи се на овој клучен збор, не само од насловот на филмот, туку како што веќе знаете и од овогодинешниот наслов на филозофскиот конкурс. Стравот е примално чувство. За разлика од неколку други, многу посложени чувства, дали биле љубовта, зависта, љубомората, тој постои вон заедницата, тој постои како директен одговор на закана. Меѓутоа, кај животните стравот функционира многу поразлично од колку што функционира кај луѓето. Кај животните стравот е одговор на нешто опипливо. Зебрата не се плаши од поимот за лав, туку од шумот во тревата. За разлика од зебрата, луѓето не мораат ниту да видат лав за да се плашат од лав. Не знам дали сте го гледале Господин Никој, Мистер Ноубади, од 2006 година, но таму има една упатлива сцена која што ми се чини ќе ми дозволи поубаво да го доловам ова што сакам да го кажам, во која што еден маж се обидува да ја објасни на жената како се чувствува за тоа што таа постојано се плаши дека ќе му мине неговата љубов, дека ќе ја изневери, дека нешто ќе се случи и тој ќе се замине. Сонував дека живееме како пештерски луѓе, вели во еден момент. Имаше пред пештерата една мечка и ти беше преплашена и ми рече оди, некако направи нешто со мечката. И јас земав еден факел, се обидов да врискам, нешто правев и во еден момент мечката се тргна и се свртив кон тебе и ти веќе не се плашиш и беше смирен. Ама се будам, те гледам, нема мечка, а ти уште се плашиш. И тоа е всушност нешто што се случува во овој филм и што е основата на два концепти кои што се поврзани со стравот и се спомнати во насловот на овогодинешниот конкурс. Предрасудите и сликата за другиот. Уште во една од воведните сцени, при првата средба на Еми и Али, ако добро забележавте, Еми му рече на Али, се плашам заради тоа што сум среќна. Парадоксално, токму тоа што би требало да е негација на стравот, среќата, е она што и го причинува стравот. Заради тоа што доаѓа толку ретко и е толку привремено, што токму во тоа опуштање се јавува николец на стравот. Доаѓа среќата, јас се плашам дека ќе се замине. Али на тоа и одговара со насловот на филмот. Немој да се плашиш, стравот ја јаде душата. Во тој момент, тоа е само арапска пословица, како што дознаваме од разговорот кој што го имаат веднаш после тоа. Но до крајот на филмот, таа арапска пословица станува буквален животен факт. Како што објасни докторот во оваа последна сцена,
На Али му пукнува чирот поради тоа што како и на најголем дел од гастарбајтерите, нивниот стрес, страф, буквално им ја јаде душата. Чи буквално во телото на Али се случува процес во кој што стравот, стресот, физиолошки придонесуваат за тој физички да стане болен. Меѓутоа, тој страф во случајов е врзан со, како што реков, тие други два концепти, предрасудите и сликата за другиот. Уште во танцот, во првата сцена, кај Еми и Али се развива еден разговор во текот на кој се воспоставуваат разлики помеѓу германците и арапите. Али вели, германците и арапите не функционираат. Еми му вели, а добро, на работа, зарем не функционираат таму? Не, тој вели, Deutsch Herr, Arabisch Hund. Германски господар, арапски пес. Причината зошто го вели ова, можете да ја здогледате во мигот кога Али почна да живее заедно со Еми. Тој не е гледан како индивидуа, па уште пострашни не е гледан како човек. Гледан е како нешто подолно од човек. И дури и на крајот, кога почнуваат да се создаваат некакви контакти со заедницата, се уште е објективизиран. Како што видовте во таа дури комична сцена, другарките на Еми доаѓаат и го допираат неговото тело, неговите мускули, за да видат колку е силен, покрај тоа што е зачудувачки чист, заради тоа што се тушира секој ден. Нормално, ова е прво соочување со некои од нивните предрасуди, заради тоа што предрасудите, како што стои во самиот термин, постојат пред разумот, пред можноста некој да се запознае. Секој од нас тука има некаква визија за тоа како изгледа мароканец, иако мала е веројатноста дека голем дел од нас фактички имаат запознаено мароканец. Уште помала дека голем дел од нас имаат отидено во Мароко, си имаат запознаено одблиску со културата. Се до тоа што ние го имаме е само некој начин да си го организираме нашиот свет. Проблемот со ова е што со само еден минорен исклучок. Целиот свет не е населен од нас, туку е населен од други. И уште поголемиот проблем е што со сликите што ги создаваме ние за другите, директно учествуваме во организацијата на тој свет. Бидејќи, како што видовте, Али и Еми немаа проблем меѓу нив, го имаа проблем со заедницата. И тој проблем потоа се интернализираше. Сликите многу лесно може да се интернализираат. Во едни од првите сцени, кога Али покажа некаква блискост кон Еми, Еми му рече, ама како сега тоа, јас сум стара. Малку подоцна, односно малку предходно, Али излезе од тоалетот, влезе во собата пред да спијат и рече, јас сум лош араб, германците се добри, јас сум лош араб. Однова слика која што не е создадена во неговата глава, туку слика која што е интернализирана од сликата што другите имаат создадено за некоја едноставна, поедноставена слика за тоа што всушност би можеле да бидат арабите. И како сред овој хаос од предрасуди и слики за другиот би можело да се најде човечкото во себе, во другите, бидејќи тие две нешта се поврзани како и во насловот на овогодишниот конкурс. Има многу назнаки во филмот како тоа би можело да се бара и како би можело да се најде, меѓутоа веројатно главниот акцент е на тој збор, дека тоа се бара. И покрај тоа што емоциите, инстинктите се далеку посилни и повлијателни во креацијата на нашите визии и погледи, многу често тие не се точни, дури парадоксално. Заради тоа што нашиот мозок не е орган за осознавање на вистината, туку е орган за преживување. Она што не го кажува преку емоциите и инстинктите многу често не се вистини, туку се нешта кои што би ни овозможиле нам најголема придобивка.
И парадоксално, токму оние нешта во кои што можеби најдлабоко веруваме, може да се најнеточни. Во мигот, кога Еми кажува, ма како така, јас сум стара, одговорот на Али е, не, ти си прекрасна жена, со големо срце. Со други зборови, ова што сега го мислиш, ова не си ти. Ова е некоја слика која што ти е наметната за тебе. Каква релевантност има во тоа што јас чувствувам некоја блискост кон тебе, твојата старост. Исто некако слично всушност и Еми реагира во ситуацијата со Али малку подоцна. Меѓутоа, ова е Германија, 1974 година, како што вели Али, овде арапите веќе не ги гледаат како луѓе, барем не по Минхен. Минхен, ви спомнав, значи е поради настанот на Олимпијадата 1972 година. И вистина, главниот лик, Елхеди Бен Салем, така се вика актерот, токму онака како што кажува и во своето целосно име, значи Елхеди Бен Салем Мбарак Мохамед Мустафа, тоа е неговото вистинско име, вистинското име на актерот, живее слична приказна како оваа приказна тука што е раскажана, само не со постара жена, туку се режисерот на филмот, кој што всушност се играше улогата на сопругот на ќерката на Еми. Исто така, и тие двајца, режисерот и ќерката на Еми, се во една многу слична врска како ова што е прикажана тука. Еми, актерката што игра Еми, Бригита Мира, е во врска со помлад маж во незиниот живот. Тоа е причината зашто ја одбира оваа улога. Сето ова ви го кажувам заради тоа што овој филм не е само одраз на некоја фантазија, туку е одраз на една вистина која што се чини уште повистинита денеска, значи цели 50 години од како прв пат е прикажан филмот. Во оне интервју што ви го спомнав на почетокот, Фасбиндер во разговор со германскиот критичар на едно место забележува дека нему често му прибележуваат дека почнал да ги поедноставува филмовите. Меѓутоа не, вели тој, не ги поедноставувам, туку барам соодветен начин како потоа гледачот да може посоодветно да се ги преведе во својот живот. Заради тоа што колку посложени се концептите таму, по тешка е реакцијата на гледачот. Овој филм, исто така треба да знаете, е еден вид на таков превод, бидејќи изворно е снимен во 1955 година во Америка под насловот All That Heaven Allows, од страна на идолот на Фасбиндер, Даглас Сирк. И ова што го прави Фасбиндер 19 години подоцна го преведува филмот од богато американско предградие во Минхен, во сиромашните делови, со цел да додаде нови маргини. Овдека имате и социјална класа, имате и стара жена, помлад маж, имате имигрант, германка. И сите тие предрасуди, сите тие слики кои што се мултиплицираат всушност, го прават овој навидум едноставен филм за едноставни луѓе, со едноставни чувства, многу сложен. Се надевам дека дел од тие сложености ви овозможив во овие неколку минути да ги поедноставите и да ги преведете соодветно во вашите глави, за потоа да можете и соодветно да ги преведете и во форма на текст. Благодарам.